Илјадници демонстранти, главно студенти, синоќа излегоа во Белград да протестираат против големата победа на премиерот Александар Вучич на председателските избори што се одржаа на 2 април. Тие повторно се собраа пред зградата на српскиот парламент, обвинувајќи го Вучич за изборен грабеж. Вучич лопов и крај на диктатурата беа повиците на демонстрантите, чиј број, како што јавуваат новинските агенции, се зголемувал додека марширале по белградските улици. Тие наведуваат дека Вучич бил автократски лидер и оти неговата Српска напредна партија била корумпирана и инструментализирана во, како што велат, наместените председателски избори. Предходно една група студенти на социјалните медиуми постира список барања, вклучувајќи смена на раководствата на Српската државна изборна комисија и на националниот медиумски регулатор, како и на директорот на Српската државна телевизија и неговиот главен уредник, кои ги обвинуваат за изборна измама. Вук, кој учествува на протестите во Белград, вели: Mi smo prošle nedelje sa Fakulteta političkih nauka inicirali jedan proglas protiv podrške koju su profesori uputili Aleksandru Vučiću i danas želimo isto da podržimo zahteve studenata iz Novog Sada koji su potpuno legitimni i opravdani. Во овие студентски барања е вклучена и оставката на председателот на парламентот Маја Гојковиќ. Запрашан зошто протестира, студентот Марко Драгосавлевиć изјави: Zato što je stanje u državi alarmantno, užasno po svim nivoima ministarstva, zdravlja, policije i tako. Premijer Srbije, odnosno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nema očigledno nameru ništa da preduzme, da omogući mladim ljudima školovanje normalno, a naravno i plate i penzije. Протести против Вучич се одржуваат и во повеќе други српски градови. Председателската функција во Србија е главно церемонијална, но се очекува Вучич да ја задржи моќта преку контролата во неговата владеачка Српска напредна партија. Предходно Вучич изјави дека не е против протестите, се додека тие бидат мирни. Ние сме демократска земја и секој има право да биде среќен или несреќен од изборните резултати, рече тој.